Довери му се на Бога кога луѓето те критикуваат и лошо зборуваат за тебе. Господ, сине мој, остани јак и верувај во мене. Зборовите се само зборови. Тие летаат во воздухот, но на каменот не можат да му наштетат. Ако си крив, сети се дека мораш да се поправиш. Ако совеста ништо не ти префрла, мисли дека поради Бога тоа мораш со задоволство да го поднесеш. Навистина, тоа е најмалку што од време на време ќе го потрпиш од лицемерните зборови, кога се уште немаш сила да поднесуваш потешки искушенија. И зошто такви ситници го допираат твоето срце, ако не поради тоа што се уште си телесен и што премногу полагаш во мислењето на луѓето? Се плашиш од презирањето и не ти е мил укорот поради грешките и бараш прилика да се оправдаш. Но погледни се малку подобро и ќе видиш дека во тебе се уште живее светот и суетната желба да им се допаднеш на луѓето. Зашто твојот страв од понижение и срамота поради грешките докажува дека не си вистински понизен, ниту дека навистина си умрен за светот, ниту дека светот умрел за тебе. Слушај го мојот збор и малку ќе се грижиш за тоа што го зборуваат луѓето. Кога за тебе би се кажало се најзлобно, што може да го измисли најцрната пакост, што ќе ти наштети ако го пуштиш да помине како слама што ја носи ветрот? Може ли тоа да ти искорне барем едно влакно од косата? Лицемерноста лесно го возбудува оној чие срце не е прибрано и на кого Бог не му е постојано пред очите. Но оној што верува во мене и не се потпира само на себе, нема ни малку да се плаши од луѓето. Зашто јас сум судија и ги познавам сите тајни. Знам кој погрешно постапил и кој поради тоа страда. Од мене излезе тој збор. Поради мое допуштение тоа се случило, за да се откријат мислите на многу срца. Јас ќе му судам на грешникот и на праведникот, но сакав најпрвин да ги искушам и едниот и другиот. Сведоштвото на луѓето често лаже. Мојот суд е вистинит. Тој ќе остане и нема да се промени. Повеќето не го познаваат, а само на малкумина им е јасен во некоја поединост, но сепак никогаш не греши и не може да погреши, иако не изгледа секогаш праведен во очите на лекоумните. Значи, мене треба да ми оставиш да судам за се, а никогаш да не се потпираш на сопственото мислење. Праведникот нема никогаш да се поколеба, што било да го снајде од Бога. Малку ќе се грижи што неправедно го окривуваат. А ако другите застанат во негова одбрана и ако можат да го оправдаат, нема поради тоа да се занесе со суетна радост. Зашто тој се сеќава дека јас
ги чувам оние што имаат право срце и дека не судам според надворешноста и според изгледот. Она што на луѓето им изгледа пофално, честопати е грешно во моите очи. Слугата. Господи, Боже мој правичен, силен и трпелив судио, кој ја познаваш човечката слабост и неговата склоност кон злото. Биди моја сила и сета моја надеж, зашто мојата совест не е доволна. Ти го знаеш тоа што ми е мене непознато. Затоа морам да се наведнам и кротко да ги поднесувам укорите. Прости ми според Твојата добрина кога така не ќе направам и подари ми повеќе милост за да ме научи на поголемо трпение. Мене повеќе ми вреди Твоето обилно милосрдие за да стекнам простување отколку мојата привидна праведност за да ги оправдувам моите прикриени грешки. Дури и ако за ништо не сум свесен, сепак со тоа не можам да се оправдам. Зашто ако се оддалечи Твоето милосрдие, нема пред Тебе да се оправда никој жив.